Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Христијан Мицковски, заложникот на Димитар Апасиев, се што правеше во оваа 2022 година, беа лаги и деструкции. Во годината во која започнавме преговори со Европската Унија, ќе остане запаметено дека Мицковски се што кажа, излажа. Првата и најголемата негова лага беше дека со прифаќањето на европскиот предлог ќе следувале асимилација и бугаризација. Втората, најголема лага на Мицковски во 2022 година е тоа дека нема да започнеме преговори со Европската Унија. Македонија нема ниту скрининг, ниту почеток на преговори со Европската Унија. Албанија ќе преговара, а ние ќе седиме во чекалната. Ова беа зборовите, ова беа лагите на Мицковски кој тврдеше дека преговорите за членство во Европската Унија е недостижна цел. Но и оваа лага на Мицковски многу брзо потона. Започнавме преговори со Европската Унија на 19 јули, скринингот е веќе во тек и што е уште поважно, започнавме преговори со заштитен македонски јазик и идентитет. На првата меѓувладина конференција тоа беше соопштено јасно и недвосмислено во Брисел од страна на високи европски представници. Ќе остане запаметено дека Мицковски и неговите пратеници со сите сили се противеа на усвојувањето на европскиот предлог, кој обезбеди почеток на преговорите со Европската Унија, после 17 години минати во чекалната. Мицковски го лаже народот, слапе и нема став, затоа што е во целосно заложништво на Апасиев и на погрешната страна на историјата. На Мицковски не може да му се верува. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.